денес, еве 14 години подоцна, зборувам за нив и ги отстранувам сомнежите. Токму тука сакам да ја поставам едно прашање. Дали сметате дека протестите од 1997 година ги подобрија меѓуетничките односи? Јас лично мислам дека протестите од 1997 година покажаа од студентите се многу сериозна структура, која што може да направи промени во политичкиот систем. За жал, после тоа студентите беа ставени на Да зборувам за меѓуетничките односи. Дали ги подобрија или ги влошија? Значи, дозволете, студентите нема намера да дискутираат за добри или лоши меѓуетнички односи. Нашите барања не беа во смисол да се направи закана по државата. Нашите барања беа да се почита уставот и законот. Не успеавме во тоа затоа што после се направени одредени компромиси кои што доведоа после 2001 и до легализација. Сега прашање на анализа е тоа треба научници да го направат дали било добро или лошо. Може би и добро да се отвори до крај образовниот систем на сите нивоа, но на крај се појавува еден проблем. Што ќе биде елементот на интеграцијата? Ако албанците, децата албанци и децата македонци раснат цело време одвоено, бидејќи во процесот на образование не се спојуваат, значи не учат воопшто на исти јазик. Што ќе биде елементот кој што ќе ги спојува, бидејќи они нема да се познаат. Ќе живеат во паралелни светови. Ќе се согласите со мене дека дефинитивно нема да биде во знак на спојување и интеграција ако излезат луѓе на протести и повикуваат гасна комора за албанци? Апсолутно се согласувам. Не знам дали ова на вас ви е политичка констатација и не знам зашто зборуваме за 97 цело време. Вие ме поканивте како претседател на Демократска десница да зборуваме. И ако сакате да ве вратам на тема, ако сакате може и цела емисија да зборуваме за 97, затоа што само што ви кажав дека повиците што се ставени како флаери и кои што се подметнати доаѓаат од тајните служби и тие не се наши. Мислам, немојте да ме доведувате во ситуација да се правдам затоа што тоа не е мој став. Добре, јас само сакав да се вратам на тој настан, бидејќи забележав дека вие се навраќате на тој настан многу со голема гордост, вие се гордеете со тоа. И тоа за мене лично беше многу чудно, бидејќи ние живееме во пострамковна Македонија, каде што веќе некои нешта се реалност. И сега да се навраќаме на 97 и да повикуваме на некој начин на ретроградни процеси, тоа мислам никому не прави корист. Не сте во право, не му правиме корист на никој. Тоа е еден настан кој што од 97 година означува многу сериозен потрес меѓу студентите. После 97 година, значи студентите се ставени уште на посилен увид на тајните служби и посебно на политичките партии. Погледнете што сега се случува со Сојузот на студентите, под тотална контрола на ДПМН и немаат право да